Македонскиот олимписки комитет упорно ги игнорира резултатите од светските и европските првенства во стрелаштво на Јане Џингов и Боријан Бранковски, со кои, како што велат, обезбедуваат норма за надпреварување на олимписките игри. Селекторот на Македонската стрелачка федерација Јордан Тасевски веќе неколку месеци е во конфликт со спортскиот директор на МОК Владимир Богоевски, за кој вели дека повеќе од 2 години ги игнорира успешните резултати на Џингов и Бранковски. Зошто комитетот ги игнорира резултатите постигнати? Нејасно е тоа, бидејќи за Боријан Бранковски уште пред една година има освоено голем, висок резултат и пласман уште на минатиот светски куп во 2017, сега на светското првенство пред 5 дена исполни исто висок пласман и резултат. Тоа е дисциплина пиштол, која што е различна од дисциплина жени пушка, и Богоевски го игнорираше, а беше предложен од Македонската стрелачка федерација и селекторот да го помогнат или стипендираат. Во тој случај Богоевски повторно избор стрелец, кој што веќе бил на Олимпијада, со вајлд карта, кој што нема можност да оди повторно на Олимпијада со вајлд карта, и истиот повтор пат го избира да го финансира. Постојат два начина стрелците да се квалификуваат на Олимпијада со остварување на А и Б норма. А нормата представува директен влез преку освојување на првите 4 места на светско или европско првенство во стрелаштво кои меѓународната стрелачка организација ги прогласува за квалификациони, додека Б нормата се добива доколку стрелецот направи минимален квалификационен резултат, пошто домашниот олимписки комитет треба да испрати покана за обезбедување универзално место со вајлд карта. Се занимавам со спортско стрелаштво 10 години, од кои професионално 3-4 години. Сум повеќекратен држен првак со воздушен пиштол. Имам постигнато Б норма, односно МКС повеќе пати. Последен пат се во Шангвонг, Кореја, на светскиот куп, кај што испугав 570. Исто така и минатата година во 2017 година во Минхен, Германија, каде што исто така испугав 570. Бев предложен од селекторот до Македонскиот олимписки комитет за стипендија, но тие не ме одбраа. Маквак се обиде да стапи во контакт со спортскиот директор на Македонскиот олимписки комитет, но оттаму кажаа дека моментално тој не се наоѓа во државата, а за јавноста ќе биде достапен дури наредната недела. Дали станува збор за фаворизирање на некој начин од страна на комитетот при изборот на стрелците? Тоа е сигурно свесно и намерно од Богоевски, со сигурни сме ние тоа, но нас тоа не засега, ние сме многу релаксирани ако тој се наоѓа засегнат во тесно или во некаква ситуација. Ние единствено бараме да покаже неговата законска обврска и правила да ги спроведе, а за другото не треба да се меша во федерациите. Федерациите одлучуваат или предлагаат стрелци. Во порталите изнесува лаги и невистини и ги деградира и ги омаловажува резултатите на спортистите, што треба да биде обратно и да ги мотивира и да ги фали. Која е причината за нас е непозната. Јане Џингов на последните 4 квалификациони надпревари константно го накачувал својот резултат, пошто стигнал до 20 круга над минималната пропишана норма за младински олимписки игри, но сепак од МОК немаат слух за неговиот резултат кој е верификуван и стои на листата на Светската стрелачка организација со код МКС, односно минимална пропишана квалификациона норма. Со спортско стрелаштво се занимавам од мојата 15-та година. Највисок резултат до сега што го имам постигнато е 602 круга. Со тоа обезбедувам МКС или така наречена Minimal Qualification Score за Олимпијада, за млади олимписки игри, кои се одржува за 3 недели во Буенос Ајрес, Аргентина. Тоа од мојата федерација, од спортската стрелачка федерација е неколку пати напоменато до Олимпискиот комитет во Македонија дека имам таква квалификација или така наречена Б норма, но од Олимпискиот комитет нема никакво известување дали јас сум пријавен за да бидам избран за вајлд карта, која што можам да ја добијам од Светскиот олимписки комитет. Македонскиот олимписки комитет е должен до 15 јануари 2017 да достави апликација за обезбедување на универзално место. Тој е должен тоа да го направи. А дали ќе одобри друг или ќе одбие, тоа е друга работа. Не е господинот Владимир Богоевски тој да кажува дали му се допаѓа селектор, тренер во некој спорт или спортист во кој клуб тренира. Селекторот Тасевски, двајцата надежни стрелци Јане Џингов и Боријан Бранковски се уште не губат надеж и се надеваат дека оваа неправда која е нанесена ќе биде конечно исправена со што сите перспективни спортисти, без разлика во кој спорт, ќе имаат еднаква можност да ја представат државата во најдобро светло на олимписките игри.